Беше тоа на 23 септември 1903 кога на селото Цапари, под Пелистер, се водела последната востаничка битка, така наречената Пелистерска битка во Битолско во времето на Илинденското востание. Во борбата против османлиската војска тогаш загинале 48 востаници. Беше тоа на 23 септември 1923 кога под раководството на Комунистичката партија на Бугарија е кренато масовно востание во Бугарија и во Пиринска Македонија, познато како Септемвриско востание. Востанието беше резултат на изострената револуционерна криза во земјата и представуваше отворен судир на бугарската реакција со работничката класа и подчинетиот народ во Пиринска Македонија. Беше тоа на 23 септември 1957 година, кога Грција го отфрли барањето на Романија да се приклучи на Балканскиот сојуз, во кој со договорите склучени во 1953 во Анкара и во 1954 во Блед, влегоа Југославија, Грција и Турција. Беше тоа на 23 септември 2011 кога пијанистот Симон Трпчевски е прогласен за прв национален уметник на Македонија. На 23 септември 1914 во гостиварското село Вруток е роден Јован Трифуновски, македонски антрополог. Тој е автор на повеќе дела како Качаничка клисура, Горна Пчиња, Скопска котлина, Кичевска котлина, Кривопаланечка област, Горна Пчиња, Врајнска котлина, Скопска Црнагора, Кумановска област, Струмички крај, Овчеполска долина, областа на Бабуна и Тополка, Пиринскиот дел на Македонија и други дела. На 23 септември 1928 година е роден македонскиот поет Томе Арсовски. Завршил филолошки факултет во Скопје на насоката по славистика, руски јазик и литература. Работел над 30 години како драматург во македонската радиотелевизија. Бил председател на Друштвото на писателите на Македонија, каде членувал од 1959 година. Арсовски е најпознат како драмски писател и автор на повеќе од 20 драми. На 23 септември 1904 кај селото Слатина Кичевско загинал Ѓурчин Наумов Плјакот. Роден е во село Сланско, во близина на Македонски Брод во 1851. Тој е еден од најстарите дејци во револуционерната организација и борец против беговско-османското робство. Во март 1901 заедно со Јордан Пиперката бил вклучен во четата на војводата Никола Петров Русински, а потоа и во четата на Веле Марков. Во 1902 учествува во борбата кај селото Ракитница, во која загинал Веле Марков, заедно со 6 четници, додека Ѓурчин Наумов и уште тројца комити успеале да ја пробијат турската заседа. На 30. јуни 1902 окружниот комитет во Битола го назначи за Крушевски војвода. За време на Илинденското востание при ослободувањето на Крушево, Ѓурчин Наумов како стар и искусен војвода играл значајна улога во правењето на планот на борбите. Храбро загинал во борба со многуброен турски аскер кај село Слатина. На 23 септември 1984 во Струга почина Владо Малески, македонски револуционер, општествено-политички деец. Тој е еден од најталентираните основоположници на младата македонска проза, автор е на книгите Раскази Ѓургина Алова, Бранување и кажување, на романите Она што беше небо, Војна, луѓе, војната, Разбој, Записи на Езерко Дримски и Јазли. Автор е и на сценариото за првиот македонски филм Фросина, како и на текстот на македонската химна. Роден е во Струга на 5 септември 1919 година.
На 23 септември 2013 година почина Душан Љубисавлевиќ од популарното дуо Дуле и Коки. Штипјаните Душан Љубисавлевиќ и Никола Јанков пред повеќе од 25 години како студенти формираа дуо со кое на македонската забавна сцена донесоа многу песни, меѓу кои и нивниот хит Виолина и гитара, со кој победија на Макфест 1997-та.